Почитувани, денеска сум во посета на општина Кривогаштани, од тука заминувам во посета на општина Долнени. Денеска разговарав со пазарџиите на овој пазарен ден во Кривогаштани, разговараме за сите актуелни теми, меѓутоа морам да констатирам дека секаде сликата е идентична со останатите делови на Република Македонија, односно земјоделците потенцираат на погубните политики на СДСМ изминативе 3 години. Само за потсетување, дополнителната субвенција од 3 денари за предадена куртова капија во преработувачки капацитет се уште не е исплатена, еве доаѓа на прагот сме на новата берба, ланската субвенција која што земјоделците се очекуваат не е добиена. Разговарав и со неколку сточари кои што се пожалија дека субвенцијата за литар предадено млеко се уште ја чекаат од 2019, односно од 2019, до 2020. И најголемото и горливо прашање кое што највеќе време потрошиме во разговорите во делот на откупот на тутун. Знаете дека минатата година беше проблематична. Законот за тутун кој што го измени СДСМ направи проблеми во откупот и сега тутунарите се дополнително загрижени за нареднава реколта дали ќе се соочиме со истите проблеми. Она што јас во разговорот се обврзав како дел од идната влада предводена од професор доктор Христијан Мицкоски, дека се обврзуваме да во првите 100 дена направиме корекција на законот за тутун, се со цел да го заштитиме домашното производство и нормално сите овие заостанати обврски кои што не се исплатени, а требаше да ги исплати владата на СДСМ, во наредниот период ќе бидат приоритет за да стигнат до крајниот корисник, односно секој земјоделец. Исто така во нашата програма се обврзуваме и ветуваме на сите земјоделци дека субвенциите кои што ги воведовме, односно ќе продолжиме да исплаќаме 160 милиони евра на годишно ниво, кои што ќе се исплаќаат навремено до секоја целна група, се со цел да може да се компензираат одредени губитоци и трошоци кои што ги имаат во производството. Исто така, ветуваме и се обврзуваме дека ќе инвестираме околу 80 милиони евра во делот на водостопанството, односно 20 милиони евра на годишно ниво, се со цел да стопираме одредени негативни тенденции во земјоделското производство, затоа што знаете без систем за наводнување, без вода по полињата не можеме да збориме за рентабилно производство. Едноставно да сумирам, она што го ветуваме дека сите оние проекти во програмата се реални кои ќе ги спроведеме на терен, се со цел да нашата најсилна гранка во економијата, тоа е земјоделството, да биде поддржано, да можеме да се развиваме, да имаме силни села, да имаме стабилни земјоделци. Едноставно во нас ќе гледаат партнери. Ние секогаш сме биле помеѓу народ, така и ќе останеме во иднина. Тоа што нашата комуникација со земјоделците, со сите граѓани, едноставно ги црпеме оние сите недоречености и проблеми кои што ги има на терен. Така да ова прилика која што денес имав да поразговарам, ќе се видиме во иднина со земјоделците за да можеме сите овие работи кои што ги ветивме да ги изреализираме. Имаше и неколку прашања кои што ми ги упатија присутните денеска на пазаров од делот на откупот на пченицата. Од она што јас го знам дека се уште нема дефинирана цена и ја користам ова прилика да го повикам министерот во земјинување Трајан Димковски и владата на СДСМ да си го одработат парчето леп до последниот ден од нивното заминување, да седнат и да ја дефинираат цената на пченицата, затоа што недозволиво е да земјоделците ја предаваат пшеницата без да знаат по која цена ќе биде платена. Тоа е нас стратешка култура, тука треба да има сериозен фокус, меѓутоа она што изминативе 3 години бевме сведоци е тотална незаинтересираност во делот на аграрната политика и гледаме дека тоа се одразува и во оваа година со откупот на пшеницата. Ние ветуваме дека по промената на власта и во овој сегмент ќе интервенираме сериозно за да имаме рентабилна цена на пшеницата како наша стратешка култура.